македонска јавност, почитувани медиуми, почитувани колеги. Денес говориме за разрешување на тројца членови кои беа дел од оваа расипничка влада. Владата во целина апсолутно нема визија, ниту пак решение за проблемите на Република Македонија. Тоа најлесно може да се види од самиот состав, како на министрите, така и на замениците. А новите министри дали понудија некоја програма за подобрување во здравство или правда, или во што се подобри од претходните. Факт е дека досега владата на Република Македонија не сработи ништо. Не треба да бидеш многу паметен за да го видиш тоа. Тоа најдобро го чувствува народот на Република Македонија, кој од ден на ден се повеќе тоне во сиромаштија. Тоа го тера нашиот народ во безизлез да го напушти своето огниште и да бара екзистенција надвор од границите на нашата држава и наместо да го спречи екзодусот, тие се нем наблюдувач во процесот што се одвива во Република Македонија. Најдобро би било да разрешуваме членови на влада, најдобро би било наместо да разрешуваме членови на влада, да ја разрешиме цела влада. Ова го велам затоа што секојдневно сме сведоци на скандалите во сите сфери на општеството. Здравството е еден од најважните столбови во општеството. Состојбата на здравствениот систем во Македонија е загрижувачка. Во здравството нема ниту една капитална инвестиција, што е уште пострашно, ниту па има доволен број на доктори. Во услови на пандемија излегоа на површина сите негативности на македонскиот здравствен систем. Ветувавте здравство по европски трг, бесплатно здравство, а реалната слика е сосема поинаква. Катастрофална состојба на болниците. Пациентите кои се борат со канцер останаа без соодветна терапија, нема функционална апаратура за нивна заштита, донира 15 переки надвор од здрав памет, а здравството тоне во мизерија. Знаете ли дека 12 години не е ревидирана позитивната листа на лекови и дека на неа фигурираат лекови кои што воопшто повеќе не се произведуваат? Пациентите се жалат дека со месеци чекаат за термин за одредени специјалистички прегледи. Загрижувачки се секојдневните скандали, сомнителни набавки и тендери, обиди за приватизација на здравствениот систем. Корупција, недостаток на терапија, непроменета листа на лекови, скандалозни набавки, финансиски шок од 8,5 милиони евра заради раскинување на договорот за изградба на клиничкиот центар Мајка Тереза. Нити трага, нити глас од изградбата, кој досега требаше да биде готов. Не направија ништо за подобрување на здравствената заштита на граѓаните и подобрување на здравствените услуги. Ја заборавија и превентивата. Раната диагностика исто така, кои се најважни да го одржиме здравието за квалитетен живот, за намалување на смртноста. Да се намали процентот на заболени од канцер, да се елиминираат причинителите за смртноста. Зарем здравието и животите не се примарна работа на една држава, за да има здрава нација и помалку трошоци. Превенцијата од болести, од која има бенефит и државата, бидејќи помалу се троши на лекови, на болнички лекувања и на рехабилитација. Цената ја плаќаат граѓаните со изгубените човечки животи и огромни финансиски трошкови за државата. Пациентите на онкологија без доволно лекови, лицата со ретки болести со месеци без терапија, но за луксузирања има. Нема пари за лекови за пациентите со цистична фиброза, нема предвидено доволно пари во буџетот за да може да се примени современата терапија кај болните. Одговорноста ја префрлија на бирократијата и на Министерството за здравство. Зошто власта 6 години не иницираше постапката и законските процедури кои ги наведуваат како причина за неснабдување со лекот? Уште колку животи треба да згаснат за владата да го промени начинот на мислење? Сега, под притисок на јавноста, да се надеваме дека ќе набават. Единствено што забележуваат граѓаните
е дека се поважни партиските пазарења и смена на министрите и не гледаат никакво подобрување. Паралелно со партизацијата на здравството, во изминатиот период, незадоволството од лошите услови за работа, ниските плати и недостатокот на континуирана едукација резултира и со заминување на здравствените професионалци, во кои се влушувани големи финансиски средства. Незадоволни доктори, стоматолози, медицински сестри, техничари, па се до хигиеничари. Значи дека здравствената политика не е добра. Тоа дополнително го намалува квалитетот на пружање на здравствени услуги. Се затвораат бројни оделенија низ болниците. Веќе 2 години е затворен одделот на педиатрија во Охридската болница. Исто така недостасуваат и неонатолози и друг вид на специјалности. И не само во Охрид, туку и на ниво на целата држава. Значи имаме проблем во менаџирањето и организацијата на здравствените власти. Што превзема актуелната власт за да го спречи одливот на здравствениот кадар? Алармантен е податокот дека македонското здравство загуби 2000 лекари токму заради нефункционалниот здравствен систем. Зошто на медицинскиот кадар не им обезбедивте услови да извршуваат својата хумана професија и да спасува животи во модерни и современи здравствени центри? Зошто до ден денес не обезбедивте добра инфраструктура, медицинска опрема и внатрешна болничка организациона структура, како и квалитетни фармацеутски производи, за да може да имаме јавно здравство кое ќе биде на услуга на секој граѓанин? Што се однесува до диагностичките методи, преку мој термин, пациентите чекаат со недели, со месеци. Не може да закажат кај специјалисти од одредени специјалности поради што пациентите дотолку немаат пријатели, чекаат премногу, но заради итноста на нивната здравствена состојба и последните пари ги трошат во приватните установи здравствени. Да ве подсетам дека им ветивте на докторите специјалисти во терцијерното здравство дека ќе имаат основна плата од 100.000 денари, а на медицинските сестри и останатиот здравствен персонал двојно ќе им се зголеми платата, што според нив со цел да се задржи здравствениот персонал на нашата држава. Нема обуки за медицинскиот кадар, нема инфраструктура, не се мотивираат младите специјализанти со тоа што ќе им се платат дежурствата. Значи имаме целосен распад на здравствениот систем. Имаме сајбер напад на IT системот во Фондот за здравство. Ги остави здравствените работници без плата. Пациентите кои немаат матичен лекар не може да изберат нов, а оние кои имаат потреба од боледување повеќе од 15 дена не може да добијат документ за да го оправдаат отсуството од работа. Избраните матични лекари до 10 во месецот треба да ги достават фактурите, а тоа не може да го направат. Наместо да се занимавате со корупција и криминал, треба да се грижите за здравието на граѓаните и интересите на државата. Направивте тотален распад и хаос. И за крај, листата на новите министри и заменици е само спас на владата на Ахмети и Ковачевски, која во рок од неполни 10 месеци државата, која се наоѓа во економска, енергетска, финансиска криза, должничка и каква се уште не, нема да добие на квалитет и подобрување на состојбите во Република Македонија. Потребна е нова влада. Ви благодарам.